ако да речеме одиме на прошируваме сега да бидат и отворени листите, се уште не е таа работа добро истражена, не е проверена во праксата. Во Косово имаше огромни проблеми и во некои други држави, но ако има отворени листи, тогаш отпаѓа можност за коалицирање. Еве ќе ви кажам пример, од 120 претеници, ако коалицира Демократскиот сојуз со СДСМ или ВМРО-ДПМН, ќе инсистират најмногу на 2 кандидати за претеници. Сега граѓаните ги повикувате да гласат, а тие два може да ќе бидат на 50 или 120 место и многу тешко ќе ги насочите да им кажувате вие гласете за Демократскиот сојуз на 53-то место. Какво ќе биде тоа гласење, така да многу малку ќе биде практично на штета на помалите партии. Ако има отворени листи, тогаш предлагам да нема коалицирање. И тоа околу коалицирањето исто така, ако има коалиција, тогаш да има прак. Би било добро, 2%. Ако нема коалиција, ако настапат партиите самостојно, тогаш можеби нема потреба да има изборен прак. Така да, за сега мислам, не треба да експериментираме, треба да се почека, да се направат анализи, бидејќи искуството ги покажа негативните ефекти од отворените листи, вклучително и тоа што се концентрират пратеници од поголемите градови. А ние сакаме при кој концепт партиите да водат сметка за регионална застапеност. Секој кажува, формално кажува дека сме за отворени листи, никаков чекор немаме од владата и од другите големи партии, да се внесат отворени листи, пошто со отворени листи повторно би се демократизирало изборот, партиите морат да предлагаат професионални кадри, граѓаните, демократизација на изборите би дошла и кај самите граѓани кои што ќе имат право да изберат, па и плюс помалите партии би се мотивирале. Ако помалата партија прави коалиција, ако има јаки кадри, би можела да добие гласови во оквир на коалицијата. Со отворени листи.